Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео ќе биде продолжение од претходното видео, каде што зборувавме за тоа родителите како да научат да се поврзат со природниот јазик на децата и како да можат да го декодираат однесувањето на своето дете, односно да се поврзат со вистинските чувства кои што се манифестираат преку површното однесување на детето. За таа цел Шефали прво ни објаснува дека во свесното родителство овие два термини кои што таа ги спомнува, терминот декодирање на детското однесување и комуницирање со природниот јазик на детето, пред се тие имаат едно многу длабоко психолошко значење, но исто така имаат и духовно значење. Зошто? Затоа што кога ќе можат овие два термини да се разберат, родителот тогаш ќе може да премине да воспитува од една состојба во која што постојано е реактивен, постојано бара контрола, делува од место на страв и да влезе во една состојба каде што ќе воспитува дете со свесност и со поврзување. Шефали во својата книга Родителска карта, токму поради тоа, за да може ова да го направи родителот, што полесно, дава неколку прашања. Има напишано 4 прашања кои можат многу лесно да му помогнат на родителот да дојде до вистинските чувства кои што детето ги има испод површните однесувања, затоа што неговите детски потреби не се целосно сретнати. Кои се тие прашања? Првото прашање е, кое родителот треба да си го постави, е што сака да каже моето дете преку ова негово однесување. Второ, кој е знакот, зошто се јавува, која е намерата на која што сака детето да ми ја каже испод тоа негово однесување, и за да можам јас да му помогнам на вистина да се сретне со неговите потреби. Трето, кој е интензитетот на болка со која што се соочува моето дете во дадениот момент, и четврто, кои ресурси јас ги поседувам како родител за да можам да му помогнам. Прва работа која што Шефали им ја објаснува на родителите е дека им вели: родители, мора да разбереме прво дека сите однесувања кај децата се различни, не се исти. Зошто? Затоа што некои знаци кои што ги гледаме преку однесувањата на децата покажуваат одредено ниво на болка со која што се соочува детето. Така, например, некои знаци се доказ дека детето се соочува со ниво на болка, например, од прво ниво. Или пак други знаци, тие ја прикажуваат, го прикажуваат интензитетот на болка со која што се справува детето од ниво, например, број 4. И тука, за да не биде појасно, Шефали направила една илустрација во незината книга. Ова е заемено од незината книга. И овде што можеме да видиме? Првин, во оваа илустрација можеме да забележиме како зборовите на детето го активираат родителот. Овие се зборовите на детето и тие го активираат родителот. И гледаме, секој однесување на детето е различно овде. Ова е првото ниво, второ, трето, четврто, петто. Овие се нивоа на болка со која што се справува детето, и овде се вистинските чувства кои што ги доживува детето и со кои не може да се справи, и токму поради тоа детето
бидејќи не може да се справи со вистинските чувства како резултат на таа болка која што ја доживува, тоа покажува соодветно однесување, овие се знаци на нивното на однесувањето кои што треба ние како родители да ги препознаеме, за да можеме да ја утврдиме емоционалната температура на детето. Сега ќе видиме зошто е тоа битно. Овде, значи, детето, гледаме, упатува вознемирувачки зборови спрема родителот. Но, значи, чувствата овде не може да ги изрази детето. Туку ги покажува преку одредени знаци. И овде разбирањето, декодирањето на овие знаци е клучно за да може родителот да му помогне на детето. Значи, не да не биде постојано и тој во реактивна состојба со детето и да создава конфликти, туку за да може да се поврзе со детето. И да дозволи детето да му бидат на вистина, да се сретне со, да му ги задоволи родител детето, на детето вистинските потреби. Сега, првото ниво. Првото ниво овде, што можеме да видиме, прво да кажам дека детето, за да се одбрани, значи, кога неговата потреба не е задоволена, како резултат на она што родителот ќе му го каже, значи, се чувствува загрозено и тоа бара да се заштити. И тоа се заштитува со тоа што ги крие вистинските чувства преку неговото површно однесување. Значи, првото ниво овде на болка со која што се справува детето е преку поставување на, гледаме рака овде стоп, значи се брани овде детето, како еден вид брана, поставува. И што вели овде? На англиски овде е напишано, меѓутоа јас ќе ви преведам. Не. Значи детето одбива да се поврзе овде со родителот. Но, како се чувства овде, гледаме вистинските чувства овде, што велат? Јас не знам дали сум виден, дали сум разбран, дали мајка ми ме разбра, дали татко ми ме разбира. Што сакам да кажам, кои се моите потреби, дали ги разбра моите вистински потреби. Значи, овде детето се брани, дава отпор, меѓутоа тој е почетен, не е многу силен. Зошто? Затоа што детето се уште се чувствува сигурно во себе, дека ќе бидат задоволени неговите потреби. Тоа овде само е во една состојба во која се прашува, значи еден сомнеш првичен се јавува дека можеби неговите родители не го разбрале, не е разбрано, не се разбрани неговите потреби. Во вториот, овде, во второто ниво, во вториот ниво каде што детето, гледаме овде, неговото однесување е во форма овде прикажано како знаменце. Овде детето, знаменцето е предупредување и повторно што вели? Не се согласувам. Повторно дава отпор. Значи, овде отпорот е поголем и тоа представува едно предупредување овде дека детето не се согласува со родителот, бара да бидат задоволени неговите вистински потреби, бидејќи се чувствува невидено. Но сепак овде, значи, се надева се уште. Е оптимистично детево се уште. Тоа не е толку сигурно, меѓутоа е во една состојба да се уште се надева дека неговите внатрешни потреби ќе бидат задоволени. Сега овде во третото ниво пак, кои се знаците први? Еве гледаме дека овде една искра. Значи се јавува една искра. Детето е фрустрирано. Се накрева нервозата кај него.
Зошто? Затоа што сваќа детето дека овде неговите потреби се веќе игнорирани. Значи овде првпат во третото ниво детето навистина сериозно сваќа дека моите родители нема да ми ги исполнат моите потреби вистински. Значи што вели овде? Ти никогаш не ме гледаш. Ти никогаш не се интересираш за мене. Не ја гледаш мојата вистинска вредност преку моите вистински потреби. Никогаш не се среќаваш, не ми дозволуваш да можам да се сретнам со вистинските потреби мои. И овде емоционалната температура кај детето овде се качува и овде Шефали вели дека ова трето ниво на интензитет на болка со која што детето овде се справува е првиот посериозен сигнал каде што родителот треба да обрне внимание на внатрешната болка и на внатрешните чувства на детето. Значи, кога детето, како му се обраќа овде? Те мразам, детето му се обраќа со зборовите. Те мразам, не те сакам. Значи, овде е веќе сериозна ситуацијата каде што треба родителот да свати дека детето не се чувствува видено. Понатаму во четвртото ниво, овде, повеќе однесувањето на детето, површното однесување, зборуваме како е. Како една темпирана бомба. И што вели овде детето? Тргни се. Не сакам да те гледам. Тргни се. Зошто? Затоа што овде детето веќе влезено во една силна опозиција, значи силно разделување, каде што тоа почнува да се одсекува, да се одделува прво од себе, а потоа и од другите. Зошто? Затоа што чувствува дека тоа е единствениот начин како може тој да, значи тоа да се справи со своите внатрешни чувства, со својата внатрешна болка. Чувствата овде му се него повредени, затоа што не му се задоволени неговите потреби да биде видено, да биде сретнато, да биде препознаен, да бидат препознаени. И поставува една голема бариера овде помеѓу родителот и помеѓу него. И веќе од овој момент кога детето е во ова ниво на интензитет на болка, стварно е многу потешко родителот да може да го врати детето во... Ќе треба многу повеќе напор да вложува. Затоа што детето овде веќе во ова ниво не може повеќе да толерира одбивање од страна на родителот. Сега во петото ниво или петата фаза на болка, таа е уште повисоко, значи ниво на болка, и овде имаме едно ризично предупредување. Овде гледате вклучен е црвениот аларм. Што вели овде? Ќе се повредам себе си или ќе повредам друг? Детето е веќе во таа состојба. Зошто? Затоа што детето е во многу силен стрес овде. И во тој момент детето можно е да си нанесе болка. Или пак да нанесе значи, штета на себе си, да си нанесе болка на себе си, или пак да си или врз другите. Зошто? Затоа што гледате овде дека испод тоа површно однесување, кои чувства се кријаат кај детето? Чувства дека неговото постоење воопшто не е важно. Овде вели, јас не сум важно повеќе. Моето постоење не е битно. Јас сум невредно. И кога ќе стигнат работите до ова ниво, Шефали ги охрабрува, силно ги охрабрува родителите дека, вели родители, вистина овде во овој момент треба потхитно да побарате надворешни ресурси за поддршка. И токму поради тоа, значи, овој цртеж Шефали
многу е интересен и многу е добар и лесно да може родителот, значи да разбере како да ја препознае емоционалната температура кај своето сопствено дете. Зошто? За да може да му приде на детето во насока на разбирање. Зошто постапува така како што постапува. Еве ги знаците. Тие се знаците кои што ни покажуваат на кој ниво интензитет на болка и зошто детето го дава овој знак. Заради овие чувства во позади, вистинските чувства што ги чувствува. Како што вели во Малиот принц претходно во претходните видеа, дека она што се гледа, вистинското, не може со очите да се види, туку може со срцето само да се почувствува. И овде, значи, родителот треба да се подреди со вистинските чувства на детето, за да може да го декодира однесувањето. Значи, преку овие знаци тој ќе препознае кои се чувствата, вистинските чувства на децата. И затоа е многу битно, значи, ова емоционална температура да ја кај детето родителот да ја препознае. Зошто? Затоа што сите однесувања на децата што комуницираат? Ги комуницираат внатрешните емотивни светови кај децата. И кога ова родителот ќе може да го открие, да го разбере, се дава една голема можност родителот да се поврзе со своето дете. Значи, ова е маската која што детето ја навлекува врз основа на однесувањето. И значи наместо исто тоа кога ќе го разбереме, значи наместо ние на врз основа на нивното порочно однесување да реагираме постојано, без разлика детето што надворешно ќе ни покаже, дали ќе ни покаже непочитување, дали ќе не лаже или и така натаму, значи било што друго, несоодветно однесување, ние како родители, познавајќи ги овие првични знаци, навистина ќе можеме да, како што вели Шефали, да ги навлечеме ни свесни леќи и да допреме до вистинските чувства на нашите деца. За да можеме да се сретнеме со вистинските потреби нивни. Сега во таа насока дава две прашања кои што треба да си ги поставиме како родители, а тоа е, значи, прашањето прво, што навистина се случува со моето дете, а второто е кои се вистинските емоционални потреби на моето дете и како можам јас да ги задоволам. За да може ова сето родителот да го разбере, значи Шефали на крајот вели дека како што ние возрастните прво се погрижуваме за нашите чувства, за нашите болки, што значи тоа да влеземе подлабоко во себе, да се сретнеме со нашето повредено дете, значи ова е всушност повреденото дете на нашето дете, и да се справиме со нашите болки, значи тој процес ние како родители мора да го поминиме. Тоа беше во свесното родителство, тоа е активирање на проникливото јас, на негувателното јас, на исцелителното јас. И преку кое што ние, значи, влегуваме во една состојба на сочувствителност, на разбирање, на емпатија спрема себе си, е тек тогаш, значи, кога тој процес ние ќе го направиме, ќе можеме ние да го активираме, значи, тоа трето, проникливо, негувателно
јас кај нашите деца. И да почнеме со нив да ги гледаме низ призмата на сочувствителност, низ призмата на разбирање, низ призмата на поврзување на едно автентично ниво, заедно со нивната автентичност и нивната природност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.